Почитувани гледачи на спортска мрежа, правиме кратка анализа, меѓутоа и најава на баражот за пополнување на последното место во ракометната Суперлига на Македонија за следната надпреварувачка сезона 2024-2025. Ова емисија која што ја снимаме во спортскиот рекреативен центар 25 мај овде во Радовиш на еден од тренинг сесиите на ракометниот клуб Радовиш. Всушност ова екипата која што веќе го потврди баражот, односно тоа второ место во плейофот од првата лига и ќе игра бараж за можен камбек и за можно враќање во ракометната елита на Македонија по само една година поминати во првата лига. Радовиш беше всушност стабилен на Суперлига, што околу една деценија лани испадна од Суперлигата на Македонија и оваа година заврши на второто место во плей-офот од првата ракометна лига. Всушност тоа е место кое што води во баражот за можен влез во ракометната елита на Македонија. Кој ќе биде противникот на Радовиш е прашање поради кое што всушност ја снимаме оваа кратка анализа или емисија. Три екипи се во тоа трка за кој би играла бараж за опстанок во Суперлигата на Македонија. Што се однесува таму до табелата, односно во врвот од табелата, прв е Еврофрам Пелистер 2 со 33 бодови на своето конто, Прилеп е втор со изброј на бодови, додека пак на третото место е Куманова кој што има бод помалку. Во последното коло од плей-аутот на Суперлигата, Куманово ќе гостува кај веќе отпаднатиот Мултиесенс во автокоманда, додека пак Прилеп на домашен терен го игра пелагониското дерби против Еврофрам Пелистер 2. Околу комбинациите кој би можел да заврши на третото место. Куманово зависи само од себе. Ако Куманово триумфира, во најлош случај ќе биде втор и во таква комбинација тој не би играл бараж. Ќе се чека на пелагониското дерби меѓу Прилеп и Еврофрам Пелистер 2. Во тој случај, ако претпоставиме дека Куманово ќе триумфира во автокоманда, тогаш поразената екипа од дуелот меѓу Прилеп и Еврофрам Пелистер 2 ќе игра бараж за опстанок во Суперлигата против екипата на Радовиш. Ако евентуално имаме нерешен исход во Прилеп, тогаш Прилеп ќе биде трет, Еврофрам Пелистер 2 ќе биде втор, додека пак Куманово ќе биде прв. Ако Куманово загуби на гостувањето во автокоманда, кај како што кажав, веќе отпаднатиот Мултиесенс, во тој случај без разлика на исходот во Прилеп, во пелагониското дерби меѓу Прилеп и Еврофрам Пелистер 2, тогаш Куманово е тој кој што ќе игра бараж за опстанок против екипата на Радовиш, која што е предводена од тренерското дуо Александар Долуров и Спасе Ѓургиев. Она е што можеме да го најавиме околу тој бараж надпревар и откако и официјално ќе видиме која екипа ќе заврши на третото место во Суперлигата, односно во плейаутот од Суперлигата, тогаш ќе треба да се одлучи каде би било локацијата каде што ќе се одигра тој бараж надпревар. Според логика на нештото, ако тргнеме така да зборуваме и да анализираме во оваа кратка анализа која што ја посветуваме токму на тој бараж надпревар за Суперлигата, доколку претпоставиме дека Прилеп или Еврофрам Пелистер 2 кои што доаѓаат од битола би биле тие кои што од овие две екипи една би играла бараж за опстанок, тогаш многу логично би било Кавадарци и спортската сала Јасмин да бидат домаќини на тој бараж надпревар, со оглед на фактот дека Радовиш и Прилеп или Битола се на некоја слична оддалеченост како неутрален терен, Кавадарци би бил најидеален, доколку пак Куманово е тој кој што би играл бараж за опстанок во Суперлигата против Радовиш, можеби Велес и ќе биде како место каде што би можел да се одигра тој бараж надпревар помеѓу Радовиш и Куманово, според логиката на нештото, нели на една слична оддалеченост на Радовиш и Куманово од Велес. Меѓутоа тоа се комбинации во зависност од тоа како Ракометната федерација на Македонија ќе одлучи и кој термин ќе го одбере, меѓутоа многу веројатно дека последниот викенд, со оглед на фактот дека овој викенд ќе се комплетира последното коло како од првата лига, така и од Суперлигата, со што веќе и официјално ќе имаме таа екипа која што ќе биде трета на табелата, а со тоа Радовиш и официјално ќе го дознае нивниот противник против кого всушност ќе играат во тој бараж надпревар. Кажав уште еднаш дека Радовиш една децина настапуваше во Суперлигата, лани како последно пласиран испадна директно од Суперлигата и играше една година еве во првата лига, а заврши на тоа второ место со оглед на фактот дека прв заврши Бисинов од Велес како непоразен тим во оваа прва лига и со што велешани ќе имаат можност однова да гледаат суперлигашки ракомет после неколку години откако Борец испадна од елитното ракометно друштво во Македонија. Ова е околу таа комбинација и околу тие можности кој како би играл во тој бараж надпревар.
Ова е втор дел од нашата денешна анализа. Во меѓувреме од првиот до втори дел имавте можност да погледнете неколку инсерти од тренингот и подготовките на Радовиш за тој бараш надпревар. Меѓутоа пред да се одигра тој бараш надпревар, Радовиш има уште еден надпревар од плей-офот од првата лига. На домашен терен во оваа спортска сала 25 мај овде во Радовиш ќе се соочи со Фенербахче шампион. Тоа јас би рекол ќе биде еден подготвителен надпревар со оглед на фактот дека шампион е Фенерџија и сосем очекувано дека Радовиш треба да триумфира убедливо на тој надпревар и да го потврди, односно да го чекира тој билет кој што всушност го чекираше и во претходното коло, па така да со поразот на Младост во Велес од непоразениот лидер Бесинов, па така да Радовишани веќе со тој надпревар ќе се подготвуваат за тоа што ми следува во баражот, кажавме дека во баражот во на анализа која што направивме во првиот дел ќе се соочи со Еврофорум Пелистер 2, Прилеп или Куманово. Она што друго треба да го спомнеме околу тоа кои екипи веќе испадна од Суперлигата поради она драстично крајање на лигата, дури 5 екипи директно испадна од Суперлигата во првата ракометна лига за следната надпреварувачка сезона 2024-2025. Кажавме дека Аеродром директно беше дисквалификуван, всушност уште пред да започне овој втор сегмент од надпреварувањето, односно плей-аутот од Суперлигата. Понатаму од лигата испаѓа и екипата на Мултиесенс која што беше дебитант, а понатаму Скопје, Голден Арт, како и Вардар од Неготино. Овие се 5 екипи кои што директно испаѓаат од Суперлигата. Останала, како што кажеме, битката во последното коло. Веќе претходно имавте можност да ги слушнете тие можни комбинации, да видиме дали Еврофорум Пелистер 2, Прилеп или Куманово ќе играат во тој бараш надпревар. Значи една екипа ќе мора да игра бараш против Радовиш, додека две екипи директно ќе се спасат. Ова беше се од ова кратка анализа која што е посветувана на баражот за популнување на последното место по ракометната елита на Македонија за следната надпреварувачка сезона. Претплатете се на нашиот YouTube канал Спортска мрежа за да понатаму да ги следите најновите случувања од македонскиот спорт.